Добар ден, криптоентузијасти, време е да направиме нова анализа на биткоин наспроти долар чартот, затоа што имаме некои големи померувања, да речеме, во однос на тоа што можеме да анализираме на самите чартови, како и во самата макроекономска слика во светот моментално. Затоа е доста, да речем, солидно време да се направи соодветна анализа на повеќето од чартовите кои што ги имаме во однос на биткоин. И сега, пред да почнеме, повторно би сакал да напоменам зошто предпочитам да ја правам анализата на биткоин во вторник среда. Значи, мораме да разбереме како самите пазари функционираат. Наспроти криптопазарот кој што работи 24/7, берзите, како што се например два основни индекси кои што ги следиме, односно Nasdaq и SPY индексот, работат само од понеделник до петок во нормално работно време од 8 часови по американско стандардно време. Со тоа се наоѓаме во ситуација каде што истиот пазар е на некој начин тешко воден од овие два индекса, како и од самиот индекс на доларот, кој што исто така е затворен преку викендот. Значи имаме трговија, но самиот индекс како таков е затворен, односно е заклучен. Со тоа што за прв пат, значи самите пазари без разлика какви да има промени се отвараат во понеделник, со тоа што значи нашето време не одговара за овие пазари. Проблемот е во тоа што ние сме буквално 8 часови напред во временските зони, ако не и повеќе, во однос на Америка. Затоа и понеделник не е добар ден да се направи анализа, посебно во наше време, со оглед на фактот дека овие пазари се уште не се отворени. Секогаш кога имаме точка, значи дека пазарите се отворени или се во пост и pre-market. Само во моментот кога нема точка, истите работат и функционираат. Затоа е паметно да се чека барем вторник, најдобро среда, за да се види како истите ќе се движат и како истите ќе реагираат на пазарот, вклучително со DXY индексот. Па затоа и од сега очекувате дека биткоин чартовите, односно биткоин анализите ќе ги правиме во вторник среда најчесто, освен доколку немаме некоја итна информација која што би можела да донесе огромни промени на пазарот. Во таа ситуација може да направиме и да речем итна анализа како што некогаш се случува, но најчесто тоа ќе биде направено како што рековме во вторник среда. Посебно јас предпочитам да го правам тоа во ноќните часови, каде што како што може видите, можам и самиот да ги следам берзите во Америка и да видам што се случува во моментот кога ја правам самата анализа. Затоа и 100% од моите материјали се правени во ноќно време, кога со своји очи можам да видам како овие индекси делуваат на самата цена на биткоин, кои што се многу битни се уште, затоа што цената на некој начин е клучно поврзана со самите берзански индекси. Во моментот кога биткоин ќе порасне доволно да може да има сам свој на некој начин циклус, иако он веќе има свој циклус, зборувам за неговата цена да не биде директно на некој начин манипулирана од падовите и растовите на овие, да речем, на самите берзи. Во тој момент нема да треба да се грижиме толку како растат и како паѓаат, но за сега во догледно време ќе мораме да ги анализираме заедно со истите. Сега, за почеток сакам да напоменам дека на неделно ниво се случи нешто што е многу битно, што би можело да сигнализира можно дно на цената на биткоин. Зошто? Затоа што овие две точки што ги гледаме на неделно ниво во Market Cypher-от се многу ретки. Значи зборуваме за плав бран на движење на цената кој што достигна до минус 60, имаме прекршување и зелена точка, како и зелена точка на практично ова се зелени точки за значи целосен пресврт на цената, односно на движењето на цената на ова добро. Гледаме дека имаме доста позитивни индикатори, значи имаме 36 RSI, што е, иако не е oversold, односно не е препродаден, сепак е во доста ниска вредност. Исто така имаме и 100 RSI кој се наоѓа на вредност од 8, 7,5. Сега, моментално на некој начин се наоѓаме на раскрсница, ќе ви кажам и зошто. Значи има неколку индикатори кои што ни покажуваат дека се уште ќе имаме движење на цената надолу, но исто така постојат и неколку индикатори кои што ни покажуваат дека можеби е време за пресврт барем во краток временски период. Значи повторно, цената никогаш не може да се движи само надоле. Да не забораваме дека цената веќе се движи надоле 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 недели. Ова е нов рекорд што никогаш во 13 години постоење на биткоин го нема. Значи претходно најголемиот период во кој што се движела цената надолу е 6. Значи ова е прв пат цената да се движи 9 недели и затоа е стварно време за корекција, но се уште не сме сигурни дали тоа ќе се случи, иако го имаме овој знак.
Зошто е овој знак толку битен? Значи, да се вратиме назад во самиот чарт на биткоин, сакам да ви покажам кога истиот до сега се појавил и што истиот најчесто означува. Значи, ако се вратиме, гледате дека истиот во целиот бул маркет го нема ниту еднаш. Напоредно истиот се појавува за прв пат, не за прв пат, него претходно се појавува на 23 декември 2019 година, што званично е уствари и многу блиско до второто дно на биткоин цената за бул маркетот од 2018-2019 година и претходно уште еднаш го имаме во самото дно. Значи, истиот два пати ни означува практично на некој начин дно на цената на биткоин во претходниот бул ран, и доколку се вратиме уште поназад. Значи, гледате, кога истиот се појавува, станува збор за официјално дно. Иако, нели, не значи дека секогаш е истото, значи гледате во оваа ситуација имаме двете зелени точки, но цената, например, од овој момент, од моментот кога се појавиле точките, приближно па е надоле негде околу 40%, може би малку повеќе, значи околу 50% просечно да кажеме. Значи, поентата на самите две точки е дека ни покажуваат дека сме блиску до самото дно. Иако 50% не е мала бројка, но кога би виделе кој е соодносот од моментот кога се појавиле овие точки до следниот врв на циклус, можеме да видиме дека тие 50% буквално не означуваат ама баш ништо. Еве и овде, значи гледате, во моментот кога се појавиле овие точки, станува збор за дно на цената на биткоин во 2015 година bear маркетот, иако се појавиле неколку пати. Значи, целиот период од првиот пат кога се појавиле од октомври до последниот пат кога се појавиле во јануари 2015 година, значи се 3 месеци во кои што буквално се означува самото дно на овој bear маркет. Затоа и реков, значи, дека мора да внимаваме на овие знаци и да ги споредуваме со претходните циклуси, затоа што колку и одредени ликови да мислат дека тие не се битни, верувајте ми, значи многу луѓе направиле огромни пари затоа што истите се многу битни. Исследувањето на претходните циклуси може да ви донесе на некој начин 90% сигурен профит, затоа што халвингот на биткоин е нешто што е непроменливо. Значи нешто што не може да биде никако делување од страна на луѓето. Значи гледате, секогаш кога се појават овие точки имаме на некој начин следно движење на цената нагоре во огромен процент, но затоа и нема да брзаме, значи тоа е првиот индикатор кој што е многу јак и кој што досега во два bear рана ни покажал дека е време за пресврт. Но самиот пресврт, како што можеме во претходниот bear ран од 2018 година, имал уште еден пат пред истиот да проложи нагоре со втор ваков знак. Затоа и ние одлучивме дека е време да алоцираме дел од нашето портфолио, односно во овој момент почнеме со DCA, затоа што возможно е овој таргет кој што ни го одредивме да биде во најголемиот дел. Рековме ова жолто поле, ако сте гледали нашите претходни анализи, доколку не погледнете и ќе видите дека сите овие цртежи што ги гледате моментално се нацртани уште од пред 2 месеци од кога почнеме да го водиме нашиот канал и пред тоа многу. Истите се наменети за да покажеме акумулациони зони на биткоин посебно, а потоа и на останатите криптовалути, односно каде очекуваме цената на одредено добро да се движи во најголемиот дел од bear маркетот. Што и моментално се случува, како што може да видите, значи она поле што ние го одредивме детално, значи не успеавме да го пробиеме и се движиме во средината на истото. Значи дури да имаме пробив надоле, како што рековме, ќе покажеме повторно во однос на 4MA, односно 4 средни вредности на биткоин на неделно ниво. Сепак сме на некој начин полека блиску до истите и да имаме пад надолу од ова поле, веруваме дека ќе биде краток, затоа и рековме дека имаме голема веројатност да се движиме со цената надоле. Прво сакав на неделно ниво да ви го покажам ова, да ви покажам дека имаме баунс од самиот Bollinger Band, затоа и веруваме дека можно е да се движи нагоре цената, значи имаме доста индикатори. Гледате, имаме доста низок 100 RSI, имаме низок RSI, иако истиот не е доволно низок за да имаме огромен подем. Имаме овие две точки кои што се многу битни, но исто мораме да видиме дали и самата свеќе ќе заврши вака, затоа што овие точки може да се изменат. Доколку ова свеќе кое што моментално ја гледаме продолжи да се движи надоле поради било каков евент, овие точки може да исчезнат. Затоа имајте предвид дека мораме да завршиме со оваа недела, да видиме дали овие точки ќе останат и ќе ни покаже како индикатор дека цената ќе почне да се движи нагоре во однос на Market Cipher индикаторот. Сега, и не заборавајте, колку е поголема временската зона во која што ја гледаме индикаторите, толку и силата на тие индикатори е многу појака. Но да не забораваме дека имаме паѓачки тренд на биткоин цената уште од
28 март 2022 година, кој што до сега неколку пати не беше успешно скршен, а немаме информација, не можеме да кажеме дека е Head and Shoulders, затоа што ако би било Head and Shoulders, тоа би било едно рамено, глава, ни фали уште едно рамо за да можеме да кажеме дека е Head and Shoulders формација. За тоа ќе поразговараме во текот на неделата, ќе пробам да го направам и тоа едукационо видео, за тоа што представува Head and Shoulders формација, но за сега на кратко, само за оние кои што знаат, покажуваме дека можно е да се изгради Head and Shoulders формација, но за тоа ќе бара уште еден пат надолу, што како што можеме да видиме овдека и е исто и најавен. Значи овој триаголник значи менување на трендот. Гледаме дека сме имале движење нагоре, кога ќе се појави триаголникот, најчесто ни значи менување на трендот во обратна насока. Доколку го отвориме Market Cipher, можеме да видиме дека сток RSI е веќе oversold втор пат, значи се вратил напред корекција, втор пат oversold на 84, RSI се наоѓа на 51, но ова е практично обид да се пробие ова ниво. Гледате, значи имаме 1, 2, 3, 4, 5 обид да се пробие ова ниво 50, затоа што и нивоата во RSI се исто така како и нивоата во самиот чарт, односно цената се обидува да ги пробие нагоре или надоле. Истите се отпор се додека не се флипнат, односно дека не ги претвориме во поддршка. Гледаме дека цената се движи строго нагоре во однос на самиот Market Cipher, значи имаме жолтиот бран VWAP, како што можеме да видиме, за жал е првиот индикатор дека цената може да има корекција надолу, затоа што истиот како што може да видите е веќе заоблен за корекција надолу, иако останатите ни покажуваат дека се уште сме во нагорен тек. Значи имаме плавиот бран, сигналната и базичната линија се доста раздалечени, money flow се движи доста нагоре, што е доста добар сигнал. Значи ова се многу, да речем, од овие 6 индикатори кои што се вклучени овде, имаме само еден кој што ни покажува можна корекција надоле, што значи дека во краток рок се уште сме во движење на цената нагоре, но не заборавајте дека RSI и сток RSI се лагирачки индикатори и истите ни покажуваат нешто што било во претходниот тек на цената, односно овие неколку свеќи претходно е моментот што го гледаме во движење нагоре, што значи дека доколку цената почне да паѓа на RSI и сток RSI им треба барем една до две свеќи да се усогласат со самото движење на цената и да ни покажат движење на истите надолу. Затоа не ги зимаме секогаш во предвид како најаки индикатори. Друго што можеме да видиме е дека цената моментално се уште се движи околу ова 23% ниво на Фибоначи секвенцата, која што ја земавме од овој пат, како што го спомнавме веќе од 28 март до најдлабоката точка која што ја достигна на 12 мај од 25.000 долари, со тоа што, значи, затоа и реков, кога ги анализираме, значи секогаш има шанса цената да оди нагоре и надолу. Проблемот е што мораме да увидиме која е поголемата шанса во однос на тоа што ќе се случи. Значи јас се уште сум скептик и се уште верувам дека ќе имаме подлабока корекција, ќе ви покажам во однос на другите чартови зошто е тоа така, иако имаме движење на цената нагоре. Прво, како што можеме да видиме ова движење на цената нагоре, иако имаме тренд линијата, значи се наоѓа во bear flag формација. Се сеќавате што рековме, значи доколку цената се движи во овој канал, еве ќе го зумирам за да може да го видите поубаво. Значи рековме кога имаме пад на цената надолу, значи ова би било моментот каде што се движи падот. Пад на цената надолу и влегување во овој паралелен канал нагоре, значи истата се движи до моментот кога ќе биде презаситена во однос на RSI и сток RSI и ќе имаме следен пат од самата формација надолу. Ако се сеќавате, значи прво беше самиот овој паѓачки триаголник кој што проби нагоре, како што и очекувано од секој паѓачки триаголник, тоа го кажувавме претходната недела, но затоа што оваа формација е исполнета, истата понатаму проложи во овој канал, што уствари ја дополнува оваа bear flag формација и се наоѓа на највисокото ниво на Bollinger Bandот во моментов. Што дополнително ни покажува дека ќе има корекција надолу, затоа што веќе неколку пати се обидува да го скрши Bollinger Bandот безуспешно и веруваме дека и овој знак триаголникот ни покажува дека е можна корекција надолу. Значи веќе имавме таков обид денеска, гледате. Ова свеќе се врати значи во текот на денот над нивото од 23% на Фибоначи, но тоа не значи дека истата утре нема да се надополни. Сеќавате што рековме? Односно оние свеќи кои што имаат значи мало тело, а голем сенка, значи голема веројатност дека во следната свеќа истите ќе бидат исполнети. Сега, во однос на самата bear flag формација која што видовме овде, се сеќавате како меревме. Значи земаме отсечка од највисокиот дел на оваа формација до дното на самиот канал каде што истиот е формиран и оваа отсечка ја пренесуваме на
местото каде што имаме или можем пробив на самиот канал, односно овде како што можеби веќе сме имале обид, можеби утре ќе имаме и пробив, ќе видиме доколку тоа се случи. Значи, она што сакам да ја кажам што е доста симптоматично гледајте го таргетот на овој bear flag. Значи, овој bear flag, таргетот му е буквално негде над 20.000. Тоа не значи дека истото ќе се случи, но доколку оваа формација се исполни и видиме кршење на истата надолу, тоа е еден од таргетите кој што како сигурно на некој начин оваа формација самата формација ни покажува кој е оној таргет кој што го очекуваме. Значи 20 до 22.000 би било апсолутното дно кое што јас го очекувам за цената на биткоин во овој маркет. Сега ќе ја покажам и зошто. Значи ова е, ако се сеќавате чартот со средните вредности, значи ќе ви покажам и што ова значи. Сега, средните вредности, како што рековме, значи очекуваме пат на цената, до сега многу пати го спомнавме, на повторно ќе го повторам, до цената на 200 неделната средна вредност, која што е ова црвена линија. Црвената линија сама по себе односно 200 неделната средна вредност, до сега во два булрана ни покажала дека го формира дното на самата цена на биткоин со неговото допирање, како што можеме да видиме два пати од 2017, веќе го имаме спомнато ова, но за оние кои што прв пат гледаат анализата, за да не биде нецелосно, јас би ги замолил да ги погледнете претходните анализи, но нормално ова ќе го направам на кратко. Значи гледате и овде. На 2013 до 2015 самиот булран имаме повторно допирање на 200 неделната средна вредност. Значи тоа ни покажува дека станува збор за исклучиво битен таргет, кој што јас се уште очекувам да се случи, ако не барем доближување до истиот, затоа што веќе неколку пати го спомнавме тоа, ќе го повторувам во секоја анализа, затоа што е битно да ви покажам што е оно што ние го очекуваме. Значи дури да имаме и корекција нагоре, некоја одредена корекција во однос на самиот тренд кој што го имаме во паѓање, значи ние веруваме дека повторно ќе имаме следен пат она што ви го кажуваме од самиот bear flag формација, кој што ќе се придвижи некаде до ова вредност, значи овде. Значи истите вредности на средните вредности на цената на биткоин ќе се движат нагоре нормално, затоа што постојано се движиме нагоре. Што значи дека цената дури да имаме некое движење нагоре, истата понатаму би почнала повторно да паѓа, се до допир на 200 неделната средна вредност, или ќе имаме целосна капитулација веднаш и ќе имаме паѓање на цената до оваа отсечка, значи до оваа вредност. Тоа е на некој начин двете опции кои што ги очекуваме, зошто до ова ниво. Че гледаме дека 38% во Фибоначи секвенцата во моментот кај што се наоѓаме, би било многу јако ниво, затоа што во моментот кога цената би допрела горе и самиот bull market support band би паднал некаде блиску до ова ниво на Фибоначи, што очекуваме да се случи во наредните неколку недели. Значи гледате, за ова да се одигра потребни се неколку недели, што не значи утре, она што го разговаравме дека на макроекономските анализи опциите кои што ни се понудени најчесто се потребни неколку недели до месец, па и повеќе за истите да одиграат, но истите како такви носат масовни добивки доколку ги анализираме правилно. Сега, како што рековме, првата опција би била евентуално движење нагоре, затоа што имаме солиден потенцијал во однос на stock RSI, во однос на market cipher, оно што го видовме, но имаме многу јаки пречки во движење на цената нагоре. Прва е самата тренд линија која што ја гледаме воспоставена од оваа највисока точка во март во 22 март. Потоа и самиот bull market support band кој што паѓа и 38% од Фибоначи секвенцата, односно 0,382 левел. Значи тоа се три многу јаки нива кои што ни се негде околу 34 до 35.000, кои што верувам дека не сме во состојба да ги скршиме моментално, затоа што имаме и дополнително макроекономски значи на некој начин појави кои што ни покажуваат дека оваа опција, втората, за брз пат е многу поверодостојна во догледно време, а за тоа ќе поразговараме сега. Значи, оној момент за кој што мораме да поразговараме е митингот на Фед, односно Федералната резерва на Соединетите Американски држави, кој што е многу битен, значи овој состанок во однос на она што се очекува на 14 до 15 јуни да се одржи. Зошто е тоа битно за нас? Значи, неколку пати до сега разговаравме, сега подетално ќе го објаснам тоа. До сега го објаснивме, но на некој начин верувам дека тоа морам да го правам во секој видео, затоа што имаме луѓе кои што за жал ги гледаат овие анализи по прв пат и нели би препорачал истите да се вратат назад, но верувам дека немаат доволно време да го направат тоа. Станува збор за сати и сати од анализи што
е голема штета што луѓето немаат време да ги изгледаат, но секако, нели? Тука сме да го правиме ова за вас, затоа и се трудиме што можеме повеќе. Сега. Значи, што уствари Фед регулира? Фед регулира во однос со тоа колкава ќе биде значи количината на долари во светот во моментов. Со тоа што Фед има право да принта колку сака пари и истите да ги дава како заем на банките во Соединетите американски држави, кои што како такви ги пуштаат овие пари во оптек и ги даваат како кредити на физички и правни лица. Затоа е многу грешно кога некој ќе ви каже дека владата на Америка принта пари. Не, владата на Америка не принта пари, владата на Америка може да даде налог дека е потребно да се пуштат уште пари во оптек, но за тоа одлучува исклучиво Фед, односно Федералната резерва на Америка. Како тоа поврзано со биткоин? Значи многу едноставно. Замислете дека цената на биткоин, колку повеќе пари, колку повеќе долари се пуштени во оптек, толку повеќе се зголемува инфлацијата на самиот долар, а со тоа и паѓа неговата вредност. Со тоа, колку повеќе се зголемува оваквата количина, а се намалува вредноста на доларот, нормално е дека вредноста на биткоин ќе расте. Значи, во однос со тоа колку повеќе се принтаат пари на DXY индексот, толку повеќе. Значи, затоа и самата вредност на DXY индексот, еве доколку се вратиме назад да видиме на месечно ниво, ќе видиме дека е во константен пад. Значи, гледате, затоа што постојано се принтаат повеќе и повеќе долари. Она што цело време се обидувам да ви го објаснам е дека вредноста на доларот никогаш нема да се врати до незините претходни вредности. Значи, еве, сега ќе се вратиме чисто да видите дека самата вредност на доларот е во константен пад и тоа нема да запре. Значи, еве, ова е целата историја на доларот од 1968 година. Значи, гледате, имаме целосен и константен пад во овој канал надоле со мали корекции. Значи, најчесто корекции се директно предизвикани од кои што ги дава на банките. Значи, кога имаме покачување на каматните ставки, имаме и покачување на вредноста на доларот, затоа што, значи да го објасниме овој процес. Покачувањето на каматните ставки на самите залози кои што ги дава на банките, нели заеми тоест, значи значат дека самата банка има поголем долг кон Федералната резерва и кој што нели мора да го врати, а со тоа колку е поголем самиот долг, толку и помалку истата е значи помалку истата би тргувала. Значи едноставно ќе се задржи во однос со бизнисот кој што го има, затоа што растат каматните ставки и поради истата причина нема да тргува. Значи тоа е главната причина поради која што зголемувањето на самиот значи на самиот процент на каматната ставка е прва и на некој начин психолошка бариера која што очекувањето на самите банки дека понатаму ќе расте самиот индекс, како што можеме да видиме претходна година, значи дека истите ќе запрат да даваат заеми или заемите кои што ги даваат ќе бидат со многу поголеми каматни ставки. Со тоа фактички на некој начин се прави блокада на самата економија и најчесто ваквите rate hikes така се нарекуваат, зголемување на самиот значи на самата каматна ставка, придонесуваат со враќање на самите пари на заемите назад кон Федералната резерва. Значи да не забораваме дека до пред една година Федералната резерва даваше заеми на банките без никаква каматна ставка. Затоа и самата економија е во постојан подем. Затоа што за ваквите испринтани пари кои што ги дава како заем, Федералната резерва не бара никаква каматна ставка назад. Сега замислете дека некој ви дал вас пари на заем и вие истите пари може да ги користите да ги дадете на некого со нели поголема камата, со оглед на фактот дека првото лице кое што ви ги дало ваш парите на заем не ви бара никаква камата. Ви вели може да ги вратите кога сакате, само вратете и во целосен изnos. Што значи дека со моментот кога ќе почне да се значи става каматна стапка, банките ќе се обидат што може повеќе да вратат од ваквите заеми, за каматната стапка да не се зголемува се повеќе и повеќе. И во овој момент кога банките почињаат да ги враќаат парите назад кон Федералната резерва, на тој начин се земаат оние огромни количини кои што биле пуштени на пазарот назад во Федералната резерва, се намалува количината на долари на пазарот, а со тоа се намалува и инфлацијата која што моментално е огромна, како во Америка, така и во Европа. Значи, замислете, официјалната инфлација е околу 8% и повеќе, а тоа е само официјалните бројки. Значи, тоа е како дома гледате дека поскапувањето на горивата е, не знам, 30%, поскапувањето на прехранбените продукти е 40%, а они ви викаат инфлацијата е 8%. Како?
Значи тоа не е возможно. Самата инфлација е напоредно поврзана со поскапувањето на секојдневните продукти кои што ги користиме. Но нели, тоа е економски час, нема да навлегуваме таму. Она што сакам да ви го покажам е дека ваквиот состанок, значи ова беше за жал најможниот краток начин да се објасни што е битноста на самиот состанок. Значи досега, доколку можеме да видиме на самиот чарт, имаме неколку пати во кои што значи да се вратиме само на денот кај што ми се запишани самите. Евак. Значи неколку пати досега во оваа година, тоа се 2 пати досега, беа ставени нови каматни стапки, односно зголемени новите каматни стапки во однос на заемите кои што се дадени на самите банки. Значи, првиот состанок кој што го одржа оваа година на 25 јануари, немаше додадено никаква каматна стапка и гледате. Значи, во моментот кога се каже дека нема да има никаква каматна стапка додадена на заемите, гледате што се случува. Огромен подем. Зошто? Затоа што самите по себе банките не осеќаат никаков притисок дека имаат потреба нешто да вратат. Со тоа што вториот пат кога се случи ваков состанок, имаме 0,25% изголемување на каматните стапки и се уште немаме никаков голем ефект, како што можеме да видиме, има и контраефект, односно цената на биткоин продолжува да се движи нагоре. Со тоа што напоредно мораме да го погледнеме и самиот DXY, затоа што е многу битен во однос на разбирање на движењето на цената на биткоин во оваа ситуација. Значи, гледате се. Кога имаме 0,25% изголемување на каматните стапки, во исто време имаме и огромен подем на цената на доларот. Со тоа што колку повеќе се движи цената на доларот нагоре, гледате што се случува евентуално. Значи имаме подем, да, тоа е самиот почеток откако ваквата стапка беше најавена и истата како што може да видите е многу мала и затоа на пример многу од луѓето имаа некаква сигурност дека 0,25% не е ништо, економијата нема да страда поради тоа, но гледате што се случува. Значи на 29 март имаме веќе огромен пад на цената на биткоин, додека доколку го споредиме тоа со DXY индексот, 29 март ние имаме практично, гледате, значи имаме мал пад, каде што на некој начин е врвот на самиот биткоин и како се движи нагоре во целиот овој период до следниот состанок на 5 мај, значи како се движи вредноста на DXY индексот нагоре, така имаме огромен пад на цената на биткоин надолу. Оно што треба да го разбереме дека со секој рейт хајк, доколку се одлучи да се зголеми значи оваа каматна стапка и понатаму, можеме да очекуваме пад како на биткоин, така и на двата индекси на SPY и на NDQ, односно Nasdaq и S&P 500 индексот. Да видим што се случува следниот пат кога имаме ваков митинг. Следниот митинг беше на 5 мај, значи за овој предупредивме и ви кажавме дека може да се случи тоа и се случи, затоа и ви рековме дека нели претходно веќе сме разговарале за ова. Значи гледате, во моментот кога се зголеми, замислете ова е веќе тројно зголемување од претходниот стапка и од 0,75 заедно имаме зголемување на каматните стапки на 1% на сите заеми. Што се случува со биткоин? Гледате, огромен пад. Зошто? Затоа што колку повеќе имаме повлекување на доларските средства назад кон Федералната резерва, толку повеќе вредноста на самиот долар расте, а со тоа и вредноста на биткоин паѓа и тоа колку е поголема каматна стапка, толку ќе биде поголем и падот на овие значи на оваа вредност. Можеме истото да го видиме и во однос на S&P 500 индексот. Значи практично ова е буквално на некој начин копија на биткоин чартот кој што го гледавме. Еве само за значи сега ќе ги вметнам да видите точно како изгледало на S&P 500 индексот. Значи како што можеме да видиме, имаме буквално иста слика како на биткоин така и на S&P 500, затоа и рековме дека истите се многу битни во однос на движењето на цената на биткоин. Гледате, 0,25 имаме мало движење на цената нагоре, во моментот кога значи рековме истата ситуација 30 март кога вредноста на долар индексот почиња да се движи нагоре драстично, имаме огромен пад на иста берза, односно на овој берзански индекс S&P 500, а тоа е уствари оние 500 најдобри компании во Америка. Втор пат кога дојавме 0,75 имавме целосна капитулација и буквално фалеше една свеќа од bear market. Значи истите најавија дека доколку оваа свеќа биде исполнета во долниот предел, ќе имаме влез во bear market. Овдека она што мораме да го напоменеме е, како што рековме, дека веќе сме коригирани до 50%, јас би рачунал дека ова е многу близко до 50% од целосниот пат во моментов и дека време е
повторно да очекуваме пад на самиот индекс надолу, како што можеме да видиме самиот бран, плавиот бран слабее и се повеќе се заоблува. Имаме пад на сток RSI кој што беше буквално oversold до 100, значи тоа е максималната вредност. RSI се наоѓа на 53, што е на некој начин неутрална вредност, но исто така и VWAP, самиот VWAP е во остар пад надолу. Значи, затоа и она што ќе ви го најавам во моментов е она што ние очекуваме да се случи со цената и можеби и последната капитулација која што ни е потребна на биткоин чартот. Сега, следниот состанок на Fed ќе биде одржан на 15, само да забележиме овде, на 14 и 15 јуни. Сега, во однос на тоа што се очекува на 14 и 15 јуни доколку се вратиме на DXY индексот, значи SPY, рековме, единствена работа која што наповедам претходниот пат, која што е вредно да се спомне, се сеќавате што ви кажав, значи ова поле, овој гап, затоа разговаравме во претходното видео за гапови, која што би ве понудил, нели, да го погледнете во нашите едукациони материјали. Рековме дека секогаш кога имаме гап, цената ќе се врати да го ретестира се додека не го исполни. Но гапот се уште не е исполнет, затоа ја очекуваме дека цената ќе пробие барем до оваа вредност 405 до 407, каде што и самиот гап кој што беше формиран од движењето на цената нагоре, но гледаме дека имаме и уште еден гап подолу и затоа и значи верувам дека и самите гапови по себе дополнително ќе ја бутнат цената да се придвижи надолу, со тоа што очекуваме повторен рейт хайк, односно повторно зголемување на каматната стапка во 14 и 15 јуни со станокот на Fed, што се уште не е познато колку, но единствено што е познато во моментов значи самите спомнаа дека нема да имаме повеќе од 0,75%, затоа и веруваме дека максимално што може да се случи е нешто слично на овој пат што досега се случи. Значи зборуваме на овој пат, извинете, тоа е овој пат што го видовме овде, затоа и реков дека следниот рейт хайк, значи што го имаме на 15-14 јуни, може да биде одговор на прашањето што ќе се случи со формацијата овде, и затоа верувам дека оваа формација може да се одигра на овој 14-15 јуни, затоа и ќе го ставиме исто и овде да имаме предвид што се случува, значи 14 јуни. Овде очекувам да имаме со прогласување на нова каматна стапка, затоа што Фед ќе има после овој 14 јуни уште 4 состаноци. Верувам дека ова ќе биде падот кој што е потребен за да дојдеме до она 200 неделна средна вредност, односно да се исполни оваа bear flag формација, но нормално, останува да видиме, затоа и реков. Можеби ќе речат дека нема да го, значи овој момент е многу клучен и мораме да следиме да видиме што ќе кажат на 14 јуни. Доколку истите прогласат зголемување на каматните стапки, можеме да очекуваме пад. Колку е поголемо од зголемувањето на каматните стапки, а тоа е неизбежно затоа што кај ни моментално инфлацијата е огромна и мораат да најдат начин како истата да ја задржат или да ја забават, а зголемувањето на каматните стапки е единствениот инструмент кој што го имаат за тоа. Затоа неизбежно е да ја зголемат каматната стапка, но прашање е колку. Значи во моментот кога ќе почне нивната економија целосно да се движи во рецесија, тогаш истите за жал нема да има друг избор освен да престанат со каматните ставки, истите да почнат да ги намалуваат и да продолжат да принтаат нови пари, што е на некој начин неизбежен проблем, односно нерешлив проблем во денешната економска сцена, но тоа нас не е битно. Колку повеќе се принтаат долари, толку е поголема силата на криптопазарот и нас тоа ни е многу битно, што значи дека пропаста на самиот долар и неговата инфлација нас би ни користела многу, доколку гледаме на макроекономски план. Значи ќе повторам, ова не е канал за микроекономски планови, не ви кажуваме сигнали да купете 5% и ќе продолжиме нагоре или надолу, не, ви кажуваме како на макро ниво ќе се одвијаат работите. Затоа на макро ниво 14 јуни е следниот многу битен датум кога ќе видиме што ќе се случи со индексот на доларот, како и со цените на биткоин и вредностите на S&P и Nasdaq. Сега, однос на самата долар вредност, значи она што анализиравме на дневно ниво, значи гледате. Многу едноставно да се види што се случува со рейт хайкс и многу едноставно да се на некој начин предвиди, но не можеме да знаеме дали ќе има нови рейт хайкс. Значи ова е она ниво кое што го имаме воспоставено во последните 5 години, од претходните локални all time highs, значи доколку се вратиме на неделно ниво, ќе видите од каде потекнува ова жолто поле. Значи истото не успеа да го задржи, значи гледате, ова жолто поле е воспоставено од двата врва во
26 декември 2016 година и 16 март 2020 година, која што успеавме да го скршиме и стасавме до претходен all-time high од 1999 година, оваа бела линија на месечно ниво. Сега, току го погледнеме на самата Фибоначи секвенца, се вратиме на дневно ниво каде што е многу појасно. Значи од целосниот овој бран, од претходната негова корекција, доколку го земеме до самиот врв кога успеа да пробие оваа граница од 1999 година, значи веќе имаме корекција до 50% од нивото на Фибоначи секвенцата, што и пробивање на овој триаголник нагоре. Значи, доколку се сеќавате на претходниот направивме анализа, ќе направиме повторно. Значи, како се мери која е метата на самиот триаголник која ќе биде скршен нагоре, од врвот на самиот триаголник по паралелна линија, паралелен пат под прав агол до самото дно на долната страна на триаголникот, кое што треба да го поставиме во моментот каде што цената била скршена надвор од триаголникот. И гледајте, чудо. Значи, повторно се враќаме до претходното ниво на 1999 година и ова би значило или дупол топ, или ќе имаме пробив на оваа линија нагоре. Пробив на оваа линија нагоре значи дополнителен пат на криптомаркетот, дополнителен пат на овие два индекси. Значи, тоа да ви биде јасно. Во 14 јуни, во моментот кога ќе дознаеме дали ќе имаме каматна стапка и колкава е, јас очекувам раст. Значи, тоа ќе биде буквално исполнување на оваа формација нагоре и пробив на ова жолто поле повторно. Но за сега сме задржани од средната линија на Болинџер бендот. Значи ви кажав, моментално главната работа што мораме да следиме е состанокот на ФЕД. Тоа е главното економско прашање кое што мораме да видиме како ќе биде одговорено на 14 јуни. Тоа го погледнеме, гледаме дека имаме солидна припрема за движење на цената нагоре од самиот плав бран. Значи гледаме дека базичната и сигналната линија се доста широки. VWAP е нагоре, имаме заоблување и на приливот на доларски средства, практично на средства на внатре во ова средство. RSI се движи над 50, и сток RSI во исто место, што значи дека имаме голем потенцијал за движење на цената нагоре. Значи, крајно анализата до 2014 година ни дека со внесување на ова нова каматна стапка ќе имаме раст на DXY индексот и пад на вредноста на биткоин надолу. Само прашање на тоа е колку. Затоа и реков дека многу е битно да видиме што ќе случи на 14 јуни пред да планираме било што. Сега, со оглед на фактот дека ние се наоѓаме во ова акумулационо поле. Ние на некој начин дадовме за себе си шанса за евентуално одење на цената нагоре, затоа што моментално извештаите кои што доаѓаат од Америка во однос на економската сцена и нејзиниот напредок се катастрофални. И има мала можност дека ФЕД може да одлучи да не ја зголеми каматната стапка за овој состанок. Ако тоа се случи, тогаш можеме да очекуваме пробив на цената и преку оваа паѓачки тренд уште многу попред, значи овој кој што го имавме од овој врв локален. Значи тоа е уште од 26 ноември 2021 година, гледаме дека истиот е постојано испочитуван. Сега ќе повторам. Значи, односно на тоа каква ќе биде каматната стапка, ќе имаме или пробив нагоре, или ќе имаме втора корекција надолу. Доколку каматната стапка е 0, односно одлучат да не внесат нова каматна стапка, односно да задржат овој 1%, тогаш верувам дека ќе имаме пробив и тоа како на биткоин, така и на S&P 500 и на Nasdaq. Доколку имаме каматна стапка колку е повисока, ќе имаме толку поголем пат. Затоа и рековме дека тоа би ја донело цената до она конечна капитулација која што на неделно ниво би не донела до 200 неделната средна вредност, која што нас ни е најпосекуван таргет за акумулација, кој што иако е краток, е на некој начин многу слабо. Значи зборуваме за цени од 22.000 до 24, да речеме, во следниот период каде што би очекувана цената да падне, што се можеби последен пат во историјата видени ваков тип на цени за биткоин, затоа што тоа е исто како во претходниот bear market да сте купиле на 3 или 6.000. Значи, затоа ви кажувам, падот до 200 неделната средна вредност би представувал голема шанса, да речеме, за оние кои што навистина сакаат да бидат инвеститори во овој сектор. И пак ви рекол, значи ние не купуваме биткоин, се задржуваме на топ 10 алткоини. Во моментот акумулиравме од оние 20% кои што ги ставивме назад од нашето портфолио од стейблкоини повторно во крипто, купивме 10% ADA и 10% DOT, затоа што цените се одлични, а ADA ќе има напредок во однос на Vasil Forkot, кој што ќе биде негде на крајот на месецов.
додека самиот DOT ни е потребен за аукции за кои што веќе разговаравме и ви кажавме што уствари правиме со истите. Доколку не може да погледнете низ нашите видеа, објаснуваме многу детално во однос на аукциите на DOT и стекањето за ICO проекти на ADA. Сега, тоа е во однос на основните чартови кои што ги погледнавме и во однос на тоа што очекуваме да се случи со самиот состанок на Фед. Не заборавајте, имаме уште 4 други состаноци кои што будно ќе ги следиме и ќе направиме анализа пред истите да се случат. Сега е многу битен чарт кој што сакам да ви го покажам, кој што многу пати го разговаравме, но прв пат се случува да можеме да ви покажеме уствари зошто е битен. Значи тоа е Гозискиот канал, кој што во моментот кога ќе се сврти црвено, можеме да видиме во претходните bear маркети, станува збор за приближување до самото дно. Значи гледаме дека во моментот кога истиот ќе се сврти во црвена вредност, значи многу брзо после тоа за само 2-3 недели сме стасале до самото дно. Значи можеме да видиме дека секој пробив на ова поле на Гозискиот канал, во наредните неколку свеки и го допираме самото дно. Значи тоа се случило во 2017 година. Можеме истото да го споредиме во 2013 година. Значи чисто да видите дека тоа не е еден случај, до сега во два булрана тоа го имаме видено само по себе. Само момент. Значи и овде исто. Гледаме дека дното на цената фактички после неколку свеки, односно тоа се наречам месец дена, 4 свеки, сме го допреле после пробив на овој Гозиски канал и кога исто станува црвен. Значи затоа веруваме дека истото може да се случи многу наскоро и со цената во моментов на биткоин. Само да вратиме горе. Затоа и моментално се наоѓаме во првиот дел откако самиот Гозиски канал стана црвен и веруваме дека во наредниот, значи како што гледате, многу од овие работи едноставно доаѓаат заедно како една цела сторија. Значи сите овие работи кои што исполнавме досега, исто и овде, следниот пат би можел да предизвика цената да се приближи блиску до 200 неделната средна вредност, а со тоа и да дојдеме до самото дно. Рековме дека можеби се потребни неколку свеки да дојдеме до таму, како и еден месец, затоа и рековме дека макроекономската анализа не можеме да очекуваме да се случи денес, веднаш, но сето тоа зависи, како што рековме, од овие три прашалника, односно што ќе се случи на 14 јуни. Само на кратко ќе ја спомнеме и за сега се уште небитна, но понатаму ќе биде многу битна за нас, значи тоа е логаритмичкиот приказ на биткоин цената. Значи гледаме дека се наоѓаме под нула вредноста на Фибоначи секвенцата, но затоа и реков дека ова е одлично место за акумулирање, затоа ние го правиме тоа, но сакавме да почекаме до комплетната капитулација каде што би можеле да купиме што поблиску до самото дно. Значи не можеме да бидеме сигурни дали цената ќе продолжи нагоре или надолу, тоа никогаш не можеме да бидеме сигурни во однос на економските случувања кои се случуваат во светот, но затоа и ги анализираме. Значи во моментов овој 14 јуни е многу битен и веруваме дека доколку тоа се случи да бутне цената надолу, ние ќе направиме уште поголемо купување во однос на оние парични средства кои што ни се трнати настрана и ќе купиме што можеме повеќе од оние проекти за кои што веќе разговаравме дека очекуваме да ги акумулираме во bear маркетот. Значи затоа и логаритмичката ни е овде, значи ако може да видите имаме посебно видео каде што образложуваме зошто ни е толку битен логаритмичкиот приказ на биткоин и каде имаме акумулациони, а каде имаме дистрибуциони полиња и зошто се тие таму. Значи тоа е единственото нешто што ќе го објаснам моментов, се повеќе може да најдете на самите едукациони видеа на нашиот канал, кои што ве охрабруваме да ги погледнете, има многу позитивни информации. Моментално Fear and Greed индекс се наоѓа на 15, но она што сакам да ви покажам е дека до пред една недела бевме отприлика на едно цифрена вредност, што е многу битен момент, односно тоа е уште еден од оние моменти кои што ни покажуваат дека можеби се наоѓаме до самото дно. Значи како што можеме да видиме претходниот пат кога тоа се случи беше во летото 2020 година пред самиот bull market, гледате 8. Доколку се вратиме назад ќе видиме дека и во 2018 година кога и да сме имале вредност од едноцифрени броеви, што се случува многу ретко во историјата на биткоин, затоа веруваме дека и ова сега моментално што го гледаме може да го означува дното или близината до самото дно. Значи можеме да имаме еден брз пат и потоа конечно постепено качување на цената на биткоин нагоре, или пак можеме да имаме, како што рековме, постепен пат во, да речеме, месец-два до допирање на самата 200 неделна средна вредност, а сето тоа допринесува од самите состаноци, затоа што имаме уште 4 состаноци на кои што потенцијално се очекува
да се воведат нови каматни стапки. Значи тоа е на некој начин еден од оние катализатори што можеме да бидеме сигурни дека ќе држи цената на биткоин на ниско ниво барем во текот на оваа година. Додека Fear and Greed индексот на берзанските индекси, како што можеме да видиме 31, се врати од Extreme Fear во Fear, но тоа е само затоа што имавме благ пораст на самиот индекс на SPY како и на останатите, нормално се следат самите по себе, гледаме дека имаме дури до горната граница на Bollinger Band, значи истиот во берзанските кругови растот од оваа ситуација негде околу 9% е огромен. Значи за разлика од крипто пазарот 9% во берзанските кругови е огромен профит затоа што таму станува збор за билионски суми кои што се во игра и 9% од истите е многу голема сума. Сега ова е чисто да ви покажам дека имаме благ порасти на самите на самиот Fear and Greed индекс во однос на акциите, на берзите. И со тоа доаѓаме на последниот индикатор кој што сакам да ви го покажам, кој што исто така многу битен, лично јас на некој начин доста го ценам. Тоа е уствари посебна страна која што се нарекува CBBI, значи може да го најдете според линкот кој што е запишан овде во левиот горе нагол. Значи моментално вредноста на овој индекс е 24. Истиот е составен од некои 10 различни индикатори кои што заедно ни даваат средна вредност за тоа дали се наоѓаме на дното или на врвот на одреден bull market. И како што можеме да видиме во однос на самата цена, значи гледате ова е цената на биткоин, халвинг, тоа се уствари овие линии каде што сме имале халвинг, значи гледаме дека дното на самата цена е директно образложено со едноцифрени броеви на CBBI индексот. Моментално се наоѓаме на вредност од 24, што значи дека се уште имаме простор за пад надолу, односно она што го кажавме, оние Fed rate hikes што уствари ги очекуваме, би можеле да бутнат цената до потенцијалното дно кое што го очекуваме од 20 до 22-24 или максимум, кое би било апсолутно дно, односно апсолутна капиталација на вредноста на биткоин. И ова е една од дополнителните индикатори кои што ни покажуваат дека се уште имаме голем простор за пад. Значи гледате, имаме голем простор за пад. Еве, чисто ќе го зумирам за да може да видите дека сме во константен пад. Значи доколку го земеме само последниот сегмент од претходниот bull run, гледаме дека имаме константен пад на вредноста на CBBI постојано надолу, но се уште не сме ни блиску до оние вредности на пример кои што ги имавме во претходниот bear market, во оние огромни падови, како што беше и COVID кризата, така и претходно во обичниот, значи првата капитулација на самата цена. Значи гледате, зборуваме за едноцифрени броеви како 3-4. Значи кога ќе стасаме до таа вредност, тогаш и самиот CBBI дополнително би ни покажал дека се наоѓаме на дното, но нема да ризикуваме, затоа ви реков, поентата на самиот DCA кој што ние како тим, како канал го почитуваме и го работиме, е дека секогаш се наоѓаме под овие три линии е добро да се купува, секогаш се наоѓаме над жолтата или во допир со овие линии почињаме да продаваме постепено како се движиме со горните левели на Фибоначи секвенцата. Значи, тоа е основната стратегија која што ја користиме, досега не ни излажала, во претходниот bull market имавме солидни профити со истата и затоа моментално ви кажуваме кои значи се уште не сме почеле масово да купуваме, но во моментов имаме купено, како што реков, 20% од нашиот алоциран кеш. Значи не е во стейблкоини, ќе ви кажам отворено, го држиме како кеш, затоа што како што може видите стейблкоините се малку недоверливи, посебно кога се уште се чека да биде направена значи правна рамка. Затоа и одлучивме дека стейблкоини сега за сега нема да чуваме и чуваме истите како сума практично на кеш на Binance, која што ја чуваме таму со цел да купиме во моментот кога ќе видиме поголни цени на проектите кои што ни се потребни. Значи тоа е во моментот, нормално, тие работи се менуваат, постојано барате нови начини како поволно, како подобро едноставно да функционирате со вашето портфолио. Сега за сега функционираме така, значи имаме некои, како што рековме, 30% од нашето портфолио веќе алоцирано во крипто, затоа што не успеавме да го продадеме. Значи мислевме дека ќе се движиме барем до горните зелени линии, затоа што како што може да видите тоа беше до сега два пати случајот во претходните два bull run-а. Затоа и очекувавме да се придвижиме барем до долната зелена линија пред да продадеме, значи затоа и ни е многу битен логоритмичкиот приказ, гледате, ни покажува точно кога е паметно да се продаде, односно кога сме блиску до самиот врв во однос на еден циклус.
затоа и во овој случај значи не продадовме се, останаме со некои 30% од нашето портфолио непродадено затоа што очекуваме да се придвижиме овде, но нели тоа не е проблем, ги чуваме како стейкинг опции, ви кажеме што правиме со нив, толку не сте погледнале може да се вратите назад. Сега нема да навлекуваме во многу голем број на вести, затоа што ова видео и така е премногу долго. Проблемот е што кога се прави анализа на биткоин не можам да ја поделам на 2-3 дела, значи мора да биде направена одеднаш и заедно, и како што може видите зборуваме за огромен блок на информации кои што морам да го составам во едно што пократко видео, што е на некој начин невозможно. Значи колку и брзо да зборувам, ако сакам да ги поставам информациите како што навистина се, тоа мора да биде направено постепено за да може да го абсорбирате. Сега, многу битен сегмент кој што моментално се случува во светот, значи ова е еден од најбитните макроекономски сегменти во однос на криптосферата. А тоа е дека значи нели Америка има две партии, тоа се демократската и националистичката, не знам ни како се вика втората партија, што уопште не е битно во оваа ситуација, републиканска, извинете. Демократска и републиканска партија, каде што замислете, двете партии заедно, односно нивни представници, сенатори, одлучуваат да направат заедничка бил, кај нив се нарекува предлог закон, кој што како таков ќе уствари представува крипторегулација на целата криптосфера. Значи зборуваме од стейблкоини до тоа дали се криптовалутите securities, односно дали се акции или се парични средства или слично, и тоа со целосно детерминирано кои се условите да бидат акции, кои се условите да бидат парични средства и така натаму. Потоа се определува и кои ќе бидат основните финансиски, значи CFTC ќе биде уствари основната финансиска институција која што ќе биде задолжена генерално за целиот криптопазар. Нормално, ќе очекуваме значи што понатаму ќе се случи, ова е само предлог закон. Но замислете до пред 10 години, значи крипто во целиот свет представуваше виц. Значи станува збор за некои деца во подрумот што си играат со компјутери и мислат дека прават пари. За само после 10 години да имаме сенатори во Америка кои што гледаат дека не е избежно, значи дека криптопазарот доаѓа сакале они или не, криптопазарот напредува и без Америка, нели како што можеме да видиме, но нормално дека ваков тип на, значи за жал Америка се уште е најголемата сила во светот економски. Значи зборуваме во однос на моменталната ситуација, иако Кина наскоро ќе ја стаса. Значи во тој момент регулацијата која што Америка би ја направила во однос на криптовалутите со оваков тип на предлог на закон би значило и автоматски сите следбеници на Америка, знаеме дека имаме огромен број на следбеници на Америка како држави, да го направат истото, односно да направат целосна регулатива. И сега, колку е тоа позитивно, толку е тоа и негативно. Зошто? Значи, дел од тоа што ќе се случи во почетокот на ваков тип на регулатива е дека многу од луѓето кои што се инвеститори има што да изгубат во однос на даноци и слично, ќе излезат. Значи, ќе излезат се додека оваа регулатива не биде завршена, односно ваков тип на предлог закон се уште е само идеја. Значи, во моментот кога истиот ќе биде изгласан и конечно ќе стане закон, и дури од кога ќе стане закон треба да се даде датум од кој што истиот ќе почне да важи. Значи до тој момент можеме да очекуваме страф на пазарот затоа што се уште ваквиот закон е непредвидив. Ние не знаеме што пишува внатре, што ова се само спекулации, но знаеме дека истиот моментално ќе биде даден на Сенатот за разгледување. И доколку ме прашувате мене, на макроекономско ниво ова е одлична вест, затоа што колку повеќе се движиме кон регулатива, толку повеќе прво овие скем проекти кои што се безвредни, кои што се тука само за да ви ги земат парите и буквално да направат ракбул, како што се случува тоа постојано, нема да ги има. Значи, истите нема да бидат дозволени, а и да бидат, значи ќе бидат многу поодговорни. Односно, замислете, доколку по закон вие мора да дадете точни податоци за тоа кои се водачи на проектот, без разлика колку проектот е мал. Значи, колку се поголеми проектите, нормално тоа се случува. Имаме посебни компании кои што вршат идентификација на лидерите на ваквите проекти и на тој начин го подигнуваат престижот на самиот проект, а со тоа и довербата. Но спротивно на тоа, моментално имаме огромен број на мали проекти кои што се буквално ништо повеќе од измама. Значи овде се за да ви ги земат парите и во моментот кога ќе направат соодветна сума на пари да исчезнат од пазарот. Значи затоа ваков тип на регулатива, ако ништо друго, барем би ги исплашил. Можеби нема да ги снема целосно, но би ги исплашил потенцијалните криминални действија на пазарот.
Значи на некој начин оние кои што се лаици на пазарот би биле барем малку позаштитени. Иако да не се лажеме, регулативата на пазарот не доаѓа да не заштити нас. Регулативата на пазарот моментално доаѓа за да се види како може криптопазарот да им се додели на банките, затоа што со криптопазарот банките ефективно ќе изумрат. Значи развивање на криптопазарот доаѓа директно врз грбот на банките, затоа што замислете дедовците кои што чувале моментално не знам, огромна сума на пари во банка само со 1% камата, наеднаш дознаваат затоа што или пак не знам, починали и неговиот внук ги добива парите и самиот си вика зошто би ги чувал во банка за 1% кога можам да ги ставам моментално на Celsius или на AVE и да добивам за стейблкоини до 10, 11 и 15% повраток на мојата инвестиција. Значи, имаме огромен одлив на пари од банкарските сметки кон криптоменувачниците и овие огромни конзорциуми, корпорации каде што имаме нели за стейкинг, посебно како што се AVE, Compound, Celsius и слично. Значи, не заборавајте, тоа е следниот чекор. Банките никогаш нема да може да го дадат тој профит и таа заработка што може да го даде криптосекторот, а криптосекторот е моментално на толку младо ниво, верувајте ми да ќе се наоѓаме на самиот почеток. Значи ова го кажав во претходните видеа, ќе го кажам повторно, значи во последниве да речем 3 месеци се случи во една од моите трансакции на Binance да ми даде значи буквално порака на која што пишува ви честитаме, вие сте еден од првите 5% од популација на светот кој што поседува крипто. Нормално тоа не беше моје прво купување, но верувам дека тоа ќе вметнале самата порака. Значи Binance како најголемата берза на светот има многу голема и многу добра статистика во однос со тоа што се случува со финансискиот систем, како во криптосферата, така и надвор од неа. Binance може да ви го каже овој податок, ако ви го кажува, може и да го верувате. Значи кога Binance кажува дека само 5% од населението на светот поседува крипто, а Америка одлучила дека ова треба да се регулира, додека таа бабичката од Европа кажуваше дека биткоин нема вредност и сето тоа е лага. Значи, вака ќе ви кажам, гледајте што прават неголемите сили, не гледајте што ви кажуваат. Значи, тоа сеење страв дека немојте да купувате крипто за да може банките да го купат истото па да ви го продаваат со огромна разлика во цената. Значи, тоа е буквално идејата како да ве засенат, се додека они не успеат да купат се. Значи, овој закон што гледате моментално е тука за да се заштитат себе си, не да ве заштитат вас, иако вие ќе имате минимален бенефит од истиот, доколку мене ме прашувате, купете пред да купат они. Значи, иако ова не е финансиски совет, јас ви кажувам како размислуваме ние како тим. Значи, ние буквално преминавме преку границата дека иако огромен дел од нашиот профит кој што сме го направиле со нашето работење овде на Малта, значи верувајте, јас сум менаџер на хотел. Значи, иако ова не се, извинете, не сакам да звучам како да се фалам, но поентата е дека огромен дел од мојата плата влегува во овој криптосектор секој месец. Значи, јас алоцирам голем дел од мојата заработка на Малта во криптосферата поради истиот тој момент каде што гледам дека огромни сили, значи зборуваме за институции, корпорации, фондови кои што имаат трилионски средства под својот палец, внесуваат огромни количини во крипто и тоа посебно кога се е тивко. Посебно кога се наоѓаме во овој сегмент овде кога луѓето веруваат дека готово, биткоин ќе отиде до нула, значи го објавив ова во групата, но ќе го објавам и овде, чисто за да имате во предвид со каков тип на манипуланти станува збор. Ова е една многу интересна страна која што мене многу ми се допаѓа и која што многу ја почитувам и од време на време ја посетувам. Значи тоа е уствари Bitcoin Obituaries, која што се наоѓа на 99 Bitcoins, може да видите страната во горниот лев ъгол. Има посебен сегмент каде што буквално прават статистика на тоа колку пати до сега биткоин бил прогласен за мртов, дека тоа ќе отиде до нула и тоа е тоа. Гледате. Значи од неговото постоење до сега официјално зборуваме. Значи официјално ова се огромни финансиски вестници или институции или да речеме не знам корпорации или како и да е, некои што навистина имаат право на збор во финансискиот систем. Значи 452 пати до сега биткоин бил прогласен за мртов. Гледате. Значи буквално на секој месец. И тоа одат до тој момент што буквално гледате, значи се образложува каде бил, кој го направил тоа, гледате, значи може дури и по година да барате. Само мен. Значи да го отворите еве например 2016 година, 28 пати може да прочитате и самата статија и да видите уствари кој и зошто го објавил тоа. Значи она што сакам да ви го покажам е
ова се тие моменти каде што огромни субјекти се обидуваат да ви кажат дека биткоин сферата нема да продолжи, дека тоа е само лага, дека е измама, дека значи доколку не ги извадите парите сега тоа е тоа. Значи доколку се вратите дури стои и самата цена на биткоин, за да видите на колку ствари вредност бил прогласен за мртов. Гледайте. Значи во година минимум по 40 пати бил прогласен во просек за мртов. Гледайте. И некако се уште цената се движи во new all time highs, верувале или не. Затоа ви кажувам, значи ова не е финансиски совет, но отворете ги собствените очи, направете собствена анализа и ќе видите дека додека огромните корпорации, банки, институции, држави кажуваат да не купувате, они го прават сосема спротивното. Тоа се случува постојано. Јас затоа и го направив овој канал со цел да и дадам до знаење на македонската јавност, додека ние се плашиме и се обидуваме да ги задржиме денарите под креветот за црни денови, луѓе буквално се што заработуваат, внесуваат во криптосферата, нормално не во било што, внесуваат плански, прават соодветни анализи, како што тоа го правиме ние, и го внесуваат во однос на самиот план, односно самата анализа која што истите ја направиле. Нормално, ова што ние ви кажуваме треба да го направите сами. Значи, видеото кои што ги направиме за вас како едукациони блокови, се таму за истите да ги погледнете сами. Да направите собствена анализа, да развиете собствени скилови, односно собствени способности за правење анализа како на TradingView, така и на фундаментални вредности и вести во однос на криптосферата и економските пазари. И на тој начин да знаете точно во што вложувате, кога вложувате и кога го вадите собствениот профит. Значи, со тоа ќе го завршиме нашето видео за денес. Се надевам дека ви се допадна, знам дека е малку подолго од вообичаено, но за жал ваков тип на анализи бараат исцрпно образложување на сите овие чартови заедно со вестите кои што потекнуваат од истите, како и самите fear and greed, дополнителни страни кои што се битни во моментот кои што ви ги покажувам. Затоа се надевам дека имате трпение да го изгледате ова видео до крај. Ќе видиме што ќе случува понатаму, овде сме да го анализираме пазарот со вас. Ви напоменувам уште еднаш, секоја поддршка од вас ни помага и понатаму да правиме вакви материјали, затоа што ова го правиме за вас, за нас е веќе направено и би ве замолиле да го споделите ова со било кој што сака да научи нешто повеќе за криптопазарот, било каков шер, било каков лайк, комент, тука сме да одговориме на сите ваши коментари. Гледате дека се обидуваме да работиме што можеме повеќе со вас во однос на развивање на самиот канал. И уште еднаш ви благодариме за самата поддршка од целиот тим на CryptoGamidžија. Се надеваме дека ќе продолжиме и понатаму вака. Нас ни е задоволство да работиме за вас и се гледаме во следното видео. Имајте добар ден.